Првиот круг на локалните избори за некои заврши со победа, за некои со катастрофален пораз, а за некои заврши со тотално изненадување. Едно од тие изненадувања беше и општина Босилово, каде што кандидатот за градоначалник на СДСМ победи уште во првиот круг. Нашата екипа беше во Босилово, каде Ланчо разговараше со новиот градоначалник, ден по изборната победа. Се наоѓаме пред домот на градоначалникот на општина Босилово. Тој пред неколку дена ја доби довербата на граѓаните. Ние како вчерашни ќе се обидеме ексклузивно да видиме што ќе им вети за овие 4 години на граѓаните на Босилово. Добар ден. Како е да се биде победник? Како е да се биде нов градоначалник на општина Босилово? Што ќе им ветите на граѓаните за овие? Чекај, застани малку. Што да се биде како бе градоначалник? Што да се биде? Ама чекајте малце, па вие сте најновиот градоначалник од вчера според, нели официјално според ДИК. Вие сте Чекај, ај секунда, само секунда, извинете. Ало, шефе. Момент само. Слушај. Абе, ова ли е адресата? Шефе, абе од вести дојда нешто ме снимаат, викаат градоначалник сум станал. Што работа ќе беше ова? Што? Како бе? Оне. Чекај. Тоа лифчето што го потпишав за кандидат за градоначалник беше? Ја мислам дека ова е лифт, не е врата од дома, ама... Навистина? Ајде. Сме победиле? И нема вода на цвекињата. Ставам. Добар ден. Добар. Сакам да им ветам на граѓаните на општина Босилово дека ќе дадам се од себе за да ги остварам сите точки во мојата предизборна кампања. Што значи? 2 нови кружни текови, 4 затворени базени, од кои што едниот кај мене дома, и нормално зимската бурекијада во Босилово. Сето тоа планирам да го остварам во првата половина од 2018 година. Сите што гласавте за мене, нема да зажалите. Благодарам. Стајте им вода на цвекињата. Ете, драги гледачи, ние како вчерашни го имавме ексклузивното право за да дознаеме и да го чуеме првото интервју на новиот градоначалник на општина Босилово. Не ми се доближува толку близко. Што ќе се случи, останува да видиме. Студио? Тоа беше колегата Паша Зотов, директно од Босилово.